Почитувам председателя. Почитувам господине Минчев, не знам дали хроничар на односите помеѓу Никола Груевски и А1 телевизија или зборувавте за извештајот за слобода на медиумите. Очигледно оваа целодневна дебата се претвори само за А1, а воопшто не спомнуваме никаква слобода на медиумите. И кога веќе сакате да зборуваме за А1, да не забораваме дека А1 прекрши изборен молк и не се казни. А1 пренесуваше митинзи во вид на воредни вести и повторно од Советот за радиодифузија не доби никаква закана, прикажуваше насилства и изнемоштени лица патем без нивно одобрение на истите лица и повторно не се казни. Господине Минчев, господинот Груевски можеби ќе го давате како вози точак и што јаде и не знам што. Меѓутоа, како ќе го дадат господинот Бранко Црвенковски? Еве ќе земеме според Викиликс, повторно, ако треба да снимат спот за Бранко Црвенковски, треба да стои еден знак 18+. И затоа не се закачајте таму кај што навистина сте најслаби. 2006 година господинот Вели Рамковски имаше собствена партија која се викаше ПЕО. 2008 година ПЕО, 2008 година беше ПЕИ, кога повторно програмата на ПЕО премина во ПЕИ. Така да никогаш ни во изборите 2006 година, нито на изборите 2008 година, господинот Велија Рамковски никогаш не бил со ВМРО ДПМН. Вие знаете дека Есат Рахич и мислам Зоран Витанов и другите луѓе кои што беа пратеници, беа носители на листите на ПЕИ и господинот Велија Рамковски јавно излезе и кажа дека ПЕО преминува во ПЕИ, тие прават една заедничка програма и така натаму. И немојте овде да ширите демагогија меѓу граѓаните, затоа што без разлика што сме, нели, ние млади, сепак имаме сеќавање како што има и целиот македонски народ. Исто така, кога зборувате за владините пари што господинот Рамковски ги спомна, заборавате да кажете дека еден ден после тоа тој самиот се извини. Па не гледам дека имало некој пазар за тоа извинување. Господинот Рамковски си е таму кај што одредил судот, господинот Груевски си е таму кај што одредил народот. Благодарам. Господин Минчев.